Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Денес ќе зборуваме за промената, односно за тоа колку и дали е тешко да се направи промена. Ние секојдневно сме изложени на промени во текот на целиот свој живот, а понекогаш тие промени не зависат целосно од нас. Ние ја имаме таа способност да се прилагодуваме на промените, да течеме со нив, да го прилагодуваме своето темпо и начинот на живење и понекогаш дури и не ги забележуваме, затоа што тоа и ни е потребно за да можеме да живееме квалитетно и полесно, но овде станува збор за тогаш кога треба да донесеме некоја одлука и да направиме промена свесно и одговорно и кога тоа е поврзано со некој подолг период во кој што ние сакаме да променеме нешто и да постигнеме некои нови цели или да оствариме некои можеби одамна посакувани желби. Или едноставно во одредени сегменти од нашиот живот ние не сме задоволни, не се чувствуваме најдобро и тоа ни покажува дека можеби е време за некоја промена. Во вакви ситуации може да се соочиме со различни отпори, лично кај себе, кои што ќе не спречуваат да ги направиме тие промени и може да се објаснуваме, да се правдаме пред себе си, дека е навистина тешко да се направи некоја промена. Останува прашањето дали е навистина тешко, како што велат некои, или пак е едноставно и лесно, како што велат некои други. И едното и другото е валидно за тие кои што го тврдат, односно, зависно од тоа како луѓето веруваат и како ги доживуваат своите промени. Но сигурно е дека кога ќе почнеме со некоја промена, ќе имаме многу предизвици, изненадувања, но попатно ќе наоѓаме начини да се носиме со нив, и исто така ќе уживаме во оние убави делови кои што ќе ни одат полесно и кои што ќе ни носат задоволство во сиот тој процес. Она што е важно и што може да ни представува кочница во одредена промена се различни фактори, различни оправдувања. Дека ни е добро таму каде што сме, дека не се исполнети некои услови, дека немаме доволно време, дека немаме доволно финанси. И ако се фокусираме на таквите мисли, тогаш и потешко ќе ни биде да промениме нешто. Секоја промена бара време, секоја промена бара вештини и одреден период во кој што ќе се случат и многу други работи кои што не зависат од нас. Па постои веројатност нашата промена да тргне во еден или во друг правец, да се пренасочи, да забави или да се убрза, но тоа не треба да не притисне до тој степен да ние се откажеме од промената која што сме замислиле. Но дури и да се откажеме, дури и да го смениме правецот, не треба да се осудуваме и да се критикуваме затоа што тоа може да не однесе кон нешто сосем ново и сосем неочекувано. Она што е битно е нашата нетрпеливост и нашите очекувања. Односно, ние сакаме нешто што траело 2, 3, 5, 10, 20 години да го промениме за 2, 3 или 5 дена или за неколку месеци, а тоа најчесто не се случува. Исто така и сакаме да се споредуваме, па да го одредуваме сопственото време според туѓи искуства, а не знаеме какви животни приказни имале тие луѓе со кои се споредуваме. Многу е битно да не се споредуваме, да не се ограничуваме со време, да немаме големи очекувања, односно очекувањата да не разочаруваат доколку процесот на промена не оди така како што сме замислили или зацртали. Јас во еден период во животот, кога донесов одлука да променам повеќе сегменти во својот живот, повеќе сегменти кај себе, во своето однесување, уверувања, ставови, очекував дека тоа ќе оди многу брзо и си дадов еден период од 3 месеци. И после 3 години сватив дека процесите се уште траат, дека некои работи не се завршени и дека ќе траат со години, ќе траат во текот на целиот живот,
Некои од нив ќе ги направиме едноставно, брзо и лесно. Некои ќе престанат да ни бидат важни во целиот тој процес, а некои едноставно ќе ги одложиме за некое друго време. И се тоа во ред додека ние се движиме по патот кој што ќе не води кон она што сме го замислиле како една голема или генерална цел, независно од предизвиците со кои ќе се среќаваме по патот. Се разбира дека промената ќе донесе и различни промени во односите. Некои односи ќе се подобрат, некои односи ќе се влошат, а ќе сретнеме нови луѓе, со некои од луѓето ќе ги видиме со други очи или тие нас ќе не видат со други очи, па нема да им се допаѓаме веќе. Така што промените ќе донесат и промени не само во нашите погледи кон светот, туку и во односите со другите луѓе, и тоа е нешто на што треба да бидеме подготвени. Се разбира дека промените би требало да ни донесат подобри односи со луѓето, меѓутоа исто така да влијаат и на поставување на поинакви граници, па може би со тие нови поставени граници и ќе сватиме дека некои наши односи завршиле и дека веќе не ни служат и дека е време да продолжиме по патот по кој сме го избрале. Важно е дека кога ќе донесеме одлука да направиме промена, тогаш и ќе најдеме поддршка, ќе наоѓаме постојано разни извори на сила, на знаење, ќе стекнуваме нови вештини, нови знања, што значи дека не треба да не ограничува она што можеби на почетокот од нашата одлука не можеме да го видиме и што можеби ни предизвикува стравови. Тоа е во ред, меѓутоа има една изрека која вели ако возбудата и радоста од она што го правиме поголема од стравовите кои што не кочат, тогаш тоа значи дека треба да го направиме. Се разбира дека сепак одлуката ние ја донесуваме сами за себе и целиот тој пат ќе треба да го изодиме самостојно, најчесто и покрај поддршката на другите луѓе. Но и кога очекуваме другите луѓе да не поддржат, основно е ние сами себе си да се поддржуваме. Најпрви да се поддржиме кога ќе се соочиме со тоа до каде сме и кога можеби тоа нема да ни се допадне. Меѓутоа, кога ќе видиме дека е како што е, после соочувањето е важно да го прифатиме, дека е како што е. И понатаму да продолжиме во тие услови, во таа ситуација, во таа состојба, таму каде што сме. Исто така е многу битно во процесот на промената да се прилагодуваме на сите други фактори и сите предизвици кои што ќе излезат. Се разбира дека тоа прилагодување не значи ние да се откажуваме, не значи да губиме, не значи постојано да одиме против себе. Напротив, да ги искористиме дадените услови, ситуации, да пробуваме и вака и така. Да речеме дека еден од првите чекори е соочувањето, потоа доаѓа прифаќањето, потоа доаѓа прилагодувањето и потоа нашето трпение, нашата доверба, стекнувањето нови вештини и нормално во целиот тој процес ќе правиме одредени планови и ќе поставуваме пред себе одредени цели. Меѓутоа, она што е битно е во нашата широка слика, во нашата крајна цел, да бидеме свесни дека одредени задачи, одредени цели нема да бидат како што очекуваме ние. И тоа не треба да ни донеси некакви разочарувања. Сите ние често пати сме дошле до ситуацијата јас знам, меѓутоа јас знам може да биде нешто што ќе не закочува и затоа е многу важно да бидеме подготвени, да признаеме дека можеби не знаеме, можеби не умееме и да бидеме подготвени да научиме нешто ново. Исто така треба да бидеме внимателни дека и теоријата понекогаш нема да биде адекватна на практиката и ќе треба и во такви ситуации пак да се прилагодуваме, односно да ги прилагодуваме нашите теоретски знања во практиката. Тогаш започнува реализацијата на она што го знаеме.
кога тоа ќе биде прилагодено и реализирано во практичната примена во нашето секојдневје или по патот на нашата промена, на нашиот раст и развој, работа на себе, како и да го наречеме. Но и тоа е во ред, затоа што во сиот тој процес се разбира дека ќе се соочуваме со различни ситуации и ќе имаме различни оправданија. И нема се да биде секогаш како што сме замислиле, и на тоа треба да бидеме подготвени. Дури ако е потребно и да побараме помош, независно дали ќе се работи за помош од нашите најблиски, во разбирање, во да ни дадат време ако треба нешто со нив да направиме, па дури и во стручна помош. Значи, стручна помош со луѓе кои што се експерти од одредена област за која можеби ние немаме толкаво знање, а дури и помош ако ни е потребна за да бидеме постабилни во процесот кој што го оди. Голем дел од нас многу долго во животот биле во улога на некој кој помага на другите, меѓутоа некако заборавиле да побараат помош. Можеби е тоа и вашиот предизвик, да научите да барате помош и да покажете слабост и да покажете дека нешто не знаете, односно да покажеме дека сме луѓе. Промената и долготраен процес кој бара посветеност, фокус, вештини, прифаќање на се што ќе се случува, верба во себе си, верба во тоа дека ќе наидеме на поддршка и помош од другите и свесност дека дури тогаш кога ни е тешко, тоа не значи дека е невозможно. Дури тогаш кога не може да се направи на еден начин, дека постои некој друг начин, само ние треба да го откриеме и да го дознаеме. Ако така гледаме, тогаш промената нема да ни изгледа толку тешка. Ќе ни биде полесна, поедноставна и ќе ни донеси многу нови искуства кои што можеби некогаш ни биле и предизвик, меѓутоа откако ќе ги совладаме, ќе може да се сеќаваме на нив со благодарност затоа што сме научиле нешто ново кое што можеби ќе ни служи и понатаму во животот. Се зависи од нас, од нашата одлука, од нашиот избор и од нашите ставови. Ако ние се увериме себе си дека колку и да е тешко, ќе најдеме начин, ќе можеме, ќе успееме, тогаш ќе ни биде поедноставно и полесно. Меѓутоа, ако ние влезиме со стравови, со недоверба во себе си, со фокусот на се она што може да тргне наопаку, поинаку и да не успее, тогаш и секој процес и се што ќе правиме, исто како и промената, ќе ни оди потешко, подолготрено и нема да ни биде толку убаво искуство. Значи, дел од промената е и тоа да ги промениме своите ставови, своите мисли и повеќе да веруваме во себе и попозитивно да гледаме кон она што ќе ни се случува по патот до остварување на целите. На крајот на краиштата велат дека и радоста и среќата не е во остварувањето, туку во патот додека одиме да ја оствариме својата цел. Или промената континуирано ќе се случува по патот додека ние се менуваме, односно започнува во оној момент кога ќе донесеме одлука и ќе го направиме првиот чекор. Ви посакувам убав ден, ви посакувам да ги промените оние работи кои не ви се допаѓаат, за да имате поубав и поквалитетен живот со голема верба во себе си, со верба во животот, во луѓето околу нас и да верувате во леснотијата и радоста на живеењето. Се гледаме во некој следно видео со некоја нова тема.